Немаме директни надлежности во спроведувањето на научно-истражувачката дејност. Министерството за здравство согласи на темата извоз на македонски мозоци во САД. Отаму вела дека научно-истражувачката работа, која е поврзана со биолошки материјал, е предмет на ригорозно нормативно регулирање. Законската обврска за чување на оваа документација била 15 години, а од 2018 наом законската обврска за чување на документацијата е 25 години. Постапката за транспорт на ткива во тој временски период се состоела од информативна согласност на семејството, пошто следувала одлука од Етичката комисија за истражување кај луѓе, за постапката да продолжи со дозвола за извоз на ткиво тогашното биро за лекови, во кое прецизно се наведува дека ткивото е за научно-истражувачка дејност и за кои цели се користи материјалот. Во меѓувреме, министерот за здравство Азир Алиу изјави дека е формирана работна група која ќе го истражува случајот извоз на мозоци за научни цели. Ке се чешлаат документи, дали е почитувана правната рамка и етичката димензија. Оптимист е дека за кратко време случајот ќе се разјасни. Но документи на американски извештаи кои ги објави Слободен печат со повеќе детали за случајот кој разбранува македонската јавност. Според извештајот на одделот за психијатрија во САД, во проектот Македонски мозоци на истражување учествувале психијатриските болници во Бардовци, Демирхисар и Негорци. Се истражувале невропатолошки корелации на деменција и шизофренија, собирање на мозоци и клинички податоци од обдукции на психијатриски пациенти, самоубиства и споредбени случаи во Македонија во соработка со неколку македонски институции: Институтот за судска медицина, Психијатриската болница Скопје, Демирхисар и Негорци и Медицинскиот факултет. Во еден од извештаите на Американската национална библиотека за медицина пак пишува дека македонските патолози биле обучени како да собираат замрзнати примероци. Во Македонија, според објавениот извештај, имало висока стапка на обдукции, добро образовани лекари, но малку ресурси за поддршка на истражувањата. Универзитетот Колумбија има изобилство ресурси за истражување на мозокот, но само неколку обдукции на психијатриски случаи извршени на расфрлани локации од страна на зафатени патолози. Со институционален пилот грант од $5.000 го посетивме Медицинскиот факултет во Скопје. Директорот на психијатриската болница им наложи на своите вработени да упатат обдукции во Институтот за судска медицина во Скопје. Неколку мозоци беа собрани, а беа извршени и клинички диагностички прегледи. Професорот Алексеј Дума во изјава за ТВ24 потврди дека е отворил вратата за проектот во Скопје. Според него, станувало збор за медицинско научно истражување, спроведено по меѓународни стандарди и преку официјални канали. 10 до 15 мозоци годишно испорачувала Македонија во САД на починати лица, најчесто од самоубиства.